Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Од утре почнува месец октомври, а октомври е месец за подигнување на свесноста во борба против ракот на дојка. Што значи превенцијата, раната дијагностика, навремените контроли и прегледи. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е асистент доктор Валентина Бојовска-Трајановска, онколог од клиниката за онкологија. Доктор Трајановска, добре дојдовте во Добриот доктор. Ти благодарам, Сања, на вистина секогаш убаво да е човек твој гостин. Така. И да зборуваме за една тема, не за тоа што значи кога доцна ќе се јават на лекар, меѓутоа како е навреме да се стигне на лекар, меѓутоа и да се спречи едно такво заболување кое што е доста присутно кај женската популација. Поеве за почеток, доктор Трајановска, колку раното откривање на ракот на дојка всушност значи и поголеми шанси за излекување? Така е, започнува месецот за подигање на свестоста за рано откривање на ракот на дојката и токму тоа всушност значи доколку оваа болест се открие во ран стадиум, практично има 90% преживување во однос на животот без болест. Меѓутоа, раното откривање на ракот на дојката не е само што значи добро преживување во одредени случаи, малте не излекување, туку раното откривање самото по себе подоцна носи, да кажам, многу подобар квалитет на живот на пациентките, изискува многу помали хирушки интервенции кои што исто така го подобруваат квалитетот, а во друга страна пак бара по неинтензивни третмани од наша страна. Во превод ние речиси секогаш велиме рано откривање на рак на дојка, односно ран карцином на дојка, значи спасување на живот. Во такви стадиуми пациентките не ја поминуваат таа сериозна борба и патека на сериозни хемотерапии. Може да се заврши целиот третман со помош на многу понеинтензивни лекови и третмани, така да важно е рано да се открие и раното откривање значи спасување на еден човечки живот. Така. И бидејќи споменавме дека октомври е нели месец за подигнување на свесноста, еве како лекар, кое е вашето мислење? Дали кај нас има доволно свест кај жените за редовно одење на прегледи и доволно свесност за ова заболување? Македонската жена, популацијата во оваа држава, женската популација не е се уште на завидно ниво со спроведување на тој дел од животот, односно ние имаме сериозна национална скрининг програма за овој вид на карцином, токму поради овие причини што ги кажав претходно, бидејќи раното откривање значи спасување на живот. Меѓутоа, се уште свесноста не е на завидно ниво. Меѓутоа, за разлика од претходните години, јас сум речиси веќе 12 години во клиниката и можам да кажам дека за разлика од претходните години, во последните години е далеку по-голема таа свесност. Но пак морам да напоменам дека не е баш на идеално ниво, нити пак на некое завидно. Убави се овој вид на емисии и она е тоа што фали во овој народ, во оваа популација, за да може таа свесност да се подигне и да може жената да свати дека ваквото јавување, ваквото скринирање, односно превентивно, да кажам, прегледување, може да го спаси нејзиниот живот. Меѓутоа, претпоставувам дека и вие ќе се согласите како лекар, дека колку и да имаме ние голема свесност и да сакаат жените, понекогаш се судираат со оние лавиринти во здравствениот систем, па не се доаѓа толку многу брзо до раната дијагноза. Точно, и тоа е еден од факторите кои што влијаат на раното откривање во оваа земја, бидејќи нашата земја сепак се соочува со проблем на откривање на карциномот на дојка во подоцнежните фази. Покрај свесноста на пациентите, секако дека лавиринтот низ нашите болници е многу сериозен проблем. Достапноста до еден
да кажам, многу одамнешен и прост метод на откривање на оваа болест, а тоа се ехо на дојки и мамографиите, практично не сум баш убедена дека се достапни во сите центри. Не значи дека треба пациентите за ваков вид на скрининг да се јавуваат во терциерно здравство. Тоа треба да биде достапно за целата популација во сите регионални центри, за да може да биде полесно изведено и да може да секоја жена да има пристап до такви испитувања. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Трајановска, со колкава важност или колку е важен само прегледот кој што може да го прави секоја жена? Тоа не е ниту одење на лекар, ниту било какви некои други процедури кои што може да ја бидат нели еден вид на пречка на жената. Така. Знаете како, морам прво да напоменам дека само прегледот не е лекарски преглед. Да, тоа го кажав. И не може никогаш да го замени она што е стандарден лекарски преглед, а тоа е ехото на дојки и мамографијата. Ама игра толку важна улога, што практично тоа е првиот чекор, да кажам, во целосното ова скринирање за оваа болест. Според мене, она жена која што ја познава сопствената анатомија, односно нејзиното тело, нејзините дојки, многу полесно може да забележи било каква промена. Дали би било тоа грудка, дали ќе биде некаков вид на секрет, било каква аномалија. Значи, доколку го правила тоа редовно, може и навремено и самата да го примети и тогаш веднаш да се јави да побара лекарска помош, за да може да се реализира целото тоа испитување и повторно да биде таа болест фатена во некаков релативно ран стадиум. Јас секогаш истото им го велам на моите пациентки дека тие се чувари на сопственото здравје. Дека мора прво сами себе си да се сакаат, да се гледаат својата градба, за да може потоа да се примети било каква разлика со цел рано откривање на оваа болест. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Едно прашање ви молам, се работи за млада особа 45 години. Пред повеќе години, 4-5 веројатно, наградата забележа како згручување некој и оди на контроли фиброзно ткиво и кажува дека се работи и вела да биде под контрола, оди прави мамографија и ехо на дојка. Пред една година па и веќе ја почна да ја боли, тој дел затече и пак продолжува со пратење на состојбата. Па ме интересира докторката дали препорачува тоа фиброзно ткиво, не дај Боже да не се претпори во друго, да се отстрани превентивно. Дали е препорачливо или понатаму да продолжи со контролите, да. Контроли, да. Така. Благодарам. Еве колку и таквите. Убаво е прашањето. Значи, не треба веднаш да се постапува со отстранување на било каква видена промена. Имаме сериозно добро едуцирани радиолози кои што според она што го гледаат можат да кажат дали таа промена би се следела редовно или не. Меѓутоа, доколку веќе почнува да станува истата сомнителна од било каков аспект, може би дошло во предвид најпрво да се биопсира таа промена, па да се види дали воопшто ќе се продолжи со следење или истата ќе се извади. Така да во овој случај, доколку се кај пациентката се потврди дека настанало некаков било каков вид на промена, или доколку тие болки се сериозни и не може да се направи прво биопсија. Тогаш нека се направи прво биопсија, па после ќе се одлучи што понатака. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас се извинувам, поздрав до вас и до вашата гостинка. Ви благодарам. Ме интересира, имам 70 години. Како да успеам да закажам за ехо на дојка, пошто термини нема со месеци, на тичниот не може да закажи, а не секој на мои години знае она со компјутерите или со паметниве телефони да се расправа и слично. А термини нема. Да, лани имам направено
мамографија и ехо на дојка и сега треба на година дена ехо на дојка. Ама како да се закаже? Најглавниот проблем е, според мене, тоа. Ви благодарам. Така. Еве, ова е Навистина, едно од прашањата со кои што претпоставам не само нашата гледачка, многу други жени се соочуваат со овој проблем и тоа е она што го зборувавме. навистина морам да се согласам со пациентката, затоа што генерално националниот скрининг во оваа држава ги опфаќа жените до 69-та година, а потоа има одредени потешкоти до кои што тие можат да дојдат до следно нормално скринирање. Нормално и годините не се кај што би можеле они сами да се снајдат веројатно во електронскиот дел на закажување на скринингот. Би ја замолила пациентката преку својот матичен лекар да биде малку поупорна преку кабинетот за дојка да се обидат. И мислам дека така ќе успеат, пошто има посебен дел за различна возраст. Мислам дека така ќе успеат. Значи, овде имаме тоа што го прашав еви на почетокот, свесност кај самата еве наша гледачка, значи дека не една година треба да се прават тие контроли за не дај Боже, нели доколку дојде до некакви. Точно и баш убаво што на тие години е толку одговорна и се сигурна сум дека навистина се соочува со овој проблем. Да пробаат евентуално преку кабинетот за дојка, преку матичниот лекар. Така. Уште ова сакав да спомнам, само имам баш само во последниот месец, во месец септември, 3 пациентки кои што добиле известување преку националната програма за скрининг на дојка. Генерално електронски се пријавуваат пациентките, исполнуваат некои податоци од типот на возраст, дали имале, немале симптоми и после тоа се повикани за скринирање. Кај сите 3 пациентки е откриен исклучително ран стадиум, ние го викаме да, тоа ми е предвидено како стадиум. прашање за такви, значи еве што во такви случаи, меѓутоа имаме само уште еден гледач да го вклучиме, па ќе продолжиме токму со ова после скринингот. Повелете? Ве молиме, почекајте. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ме интересира, сакам нешто докторката да ја прашам. Повелете. Градата е сега отстранета, 3-та хемотерапија се прима, ама после хемотерапијата е многу тешко, мислам, не знам што да се, како да постапиме после хемотерапијата кој ќе ја примиме. Така. И многу е тешко да се дојде таму, да самата знае дека на онкологија е претешко. Така. Значи вас вие она што ве мачи да како да се полесно преброди тој процес после хемотерапија. Па токму заради тоа е и твојава емисија, за да не дојде една пациентка до хемотерапија, така до тие поодминати стадиуми, да кажам. Меѓутоа, сепак во овој конкретен случај, навистина е тешко. Јас многу често сочувствувам со пациентите. Не е тешко, не е воопшто едноставно и лесно да се изоди тој пат. Доаѓањето на онкологија, сите симптоми после спроведената хемотерапија. Би предложила на пациентката да колку може повеќе поздраво да се храни, да одмара. Одредени симптоми не може да не ги има, едноставно се дел од целиот тој пат и третман. Не може лесно да се совладаат, тоа е навистина многу тешко и жално, меѓутоа се пресметало дека има процесот кој мора да се помине. Дека има многу голем бенефит од таа терапија, така да важно е колку е возможно да ја издржи со домашна помош од нејзините, добра храна, одмор. Така. Да се вратиме пред да ни кажете нели за овие три пациентки, колку е важно секоја жена што ќе добие покана за скрининг да се јави на тој преглед, бидејќи и ние и како новинари нели добиваме информации токму од оние што го прават скринингот, дека ако повикале 100 во тој кабинет се јавиле само 20 од нив, значи не одат сите жени на скрининг, а треба да одат. Точно. И тоа е, верувајте, вистина и е многу тажна вистина. Јас сум дел од Комисијата за националниот скрининг во оваа држава и
сега за сега се смета дека од повиканите во принцип во изминатата година само 40% се јавиле на повикот на пациентките за скринирање. Многу е важно. До денес тие две методи, ехо на дојки и мамографија, секако единствени методи кои што може рано да го откријат овој карцином. Се смета дека дури и 2 години пред воопшто пациентката да има било какви симптоми. А верувајте ми, самиот тој скрининг, самата постапка на ехо и на мамографија, боли, па затоа не се јавуваат. Нити е долга, нити е болна, максимум што може да трае до 30 минути, обично 15 до 30 минути, не е воопшто инвазивна, не е радиоактивна, ако од било која причина некоја пациентка тоа го смета, па ехото да воопшто нема никакви, да кажам, потешкоти нит за самата пациентка, нити болки. А таковото одење спасува живот доколку рано се открие било каква промена која што не дава никакви симптоми. Најважно. Така, пред да продолжиме, доктор Трајановска, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Би сакала да прашам докторката, јас осеќам некој симптом, ама не знам дали е тоа за градата или она, обично имам повреда на таа страна и сега не знам, не осеќам под мишката болката, него од рамото на кај градата. Дали имате одено на некаков преглед, на некоја диагноза? Не, имам 72 години, не сум била до сега никогаш. Така. Предпоставам дека ќе треба сепак со... Апсолутно. Значи, многу често пациентките знаат да си го поврзат ваквото откривање на болеста со, ама знаете, јас баш на таа дојка се удрив, јас на таа страна спијам, некаков симптом сигурно ќе има. Меѓутоа, обавезно ја поздравувам гледачката и ја замолувам и покрај возраста да се јави обавезно за ехо на дојки и мамографија. Знаете како? Појавата на оваа болест, односно ризикот од појава на карцином на дојка е пропорционален со возраст. Не значи дека пациентките во одмината возраст се исклучени од појава на болест. Еве, не ја плашиме, секако ова не е, меѓутоа да се обрати кај матично, да се закаже, доколку не можат преку оние термините, преку тој кабинетите за дојка, за да се најде термин за ехо и мамографија. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Како прво ве поздравувам вас, водителке и докторката. Ви благодарам. Јас сум пациент, 8 години сум оперисана од карцином на дојка. Ги пијам лекарствата Астрезол, поминав со хемотерапија. Сакам да прашам докторката. Порано ние каде сме оперисани, немаше како сега директно не праќа на хемотерапија, без разлика кој стадиум сме. Дали тоа исправно или не е исправно што не праќа на хемотерапија? Јас моментално се чувствувам добро, сега за сега. Одам ностом на контроли, инаку сум од Кавадарци. Тоа сакам да прашам докторката, инаку се што треба. Одам на контроли, мислам одам на ехо на дојка, ехо на мамографија, на сите. Сите оние процедури. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Тоа се секако дилеми на пациентката е оперирана прво пред 8 години. Нити го знам нејзиниот реален стадиум, нити подтипот на карциномот што го имала. Не можам да знам точно зошто е направена таа одлука. Меѓутоа, онкологијата се менува понекогаш и за 6 месеци. Верувам дека колегите што ја воделе имале сериозна одлука околу додавањето на хемотерапијата. Никогаш по дефолт пациентка не примила хемотерапија.
Така да. Меѓутоа можеби беше и дилемата, сега имаме и биолошка како се, меѓутоа како што 8 кажавме години се се менуваат сепак добар протоколите, период. медицината базирана на докази. Да се вратиме на скринингот. Еве споменавте дека 3 пациентки, значи тие случајно се јавуваат на скрининг и се откриваат одредени промени што, еве како што споменавте видео, значи рано фаќање, односно рано откривање на болест. Да. И тоа едната пациентка многу интересно според нејзини зборови вели дека 18 години воопшто не се јавила на лекар поради никаква причина. И баш ја прашав, велама, како успеа, зошто сега како го откри, дали чувствуваше нешто? Вика, не, докторка, јас само едноставно добив порака. И на пораката се јавила во својот центар, кај што било направено ехо на дојки и мамографија. Истото било сомнително, се биопсирала, извадена е буквално само промената и верувајте, пациентката е и навистина млада, само 46 години има, презервирачка операција е направена, што во превод значи дека она сепак своите дојки ги има, извадено е само промената. Од наша страна, сега ќе следи само таблетарна терапија и зрачење и веќе за нејзе да кажам, кое што исто така е превентивно, ние ништо не лечиме кај нејзе, само го намалуваме ризикот за таа болест. Не се повтори. Тоа треба можеби да се укаже на сите жени дека на скрининг не одат оние што имаат симптоми, што нешто ги боли, туку се се чувствуваме, значи здрави, дека ништо не ни е, меѓутоа сепак на едно такво дијагностичко исследување може рано да се открие рак на дојка кој што не дава никакви симптоми, никакви болки. Дури во скринингот, доколку во било кој, оти тоа е каскаден дел електронски со прашања, се издвојуваат веднаш пациентките кои што пријавуваат во самото анкетирање дека приметиле некаков симптом. Пак ќе кажам, дали било болка, грудка, асиметрија, исцедок, веќе не спајаат во програмата за редовно скринирање. Тоа се посебна група кои што имале пројавиле одредени симптоми. Но и тоа е сепак само свесност и одговорност за сопственото тело и здравје. Оти ние сами, ако не сме одговорни за сопственото здравје... Пред да ги вклучам следните гледачи, токму овие 3 пациентки кои што ги имате од скринингот е она што го збориме рано откривање и да не го изодат цел тој сите тие протоколи кои што нели се на клиниката за онкологија. Така е. Знаете како, многу е важно да бидат свесни дека доколку е во поодминат стадиум, целата таа патека не само онкологија, сериозни оперативни зафати, дренови, заздравување после тие сериозни операции мора да се поминат. Потоа доаѓа нашата патека. Па долго контролирање оти колку е повисок стадиумот, толку нашата грижа е дека постои шанса таа болест да се повтори. Ние мораме што подолго да ги следиме и контролираме, така да избегнуваме со раното откривање многу проблеми. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката. Ви благодариме. Дали ме слушате убаво? Да, во програма сте, повелете. Така, посебен поздрав до Стил телевизија и емисијата Добриот доктор. Ви благодариме. Така, јас сум на возраст од 67 години. Минатата година на редовни контроли, секоја година на ехо и на 2 години мамографија, на скринингот во јули месец ми се откри дијагноза карцином. Подитно се оперирав на приватна клиника и со согласност моја побарав и 2 гради да ми се отстранат од причини да не се преслика. И поради возраста, и едноставно поради здравот. Прво да дадам апел до сите млади, средновечни и возрастни, без оглед на возраст. Ехото на дојка
и мамографијата редовно. Еве, јас сум пример. Во декември правев ехо и беше се окей, За во за да во јули? јули месец ми се диагностицира карцином. Прашање директно до онкологот, почитуваната докторка. Во извештајот, бидејќи се оперира во приватна болница, повторувам, ми стои диагноза, односно прва Б, зборувам за стадиум, или по старо, втора А. Да ми објасните, јас сум на тераписка, на таблетарна терапија ФМР. Така. Од 2. Така, јас ви благодарам многу за јавањето и ви за апелот кој што го упативте до нашите гледачи. Еве стадиумот, иако си кажа дека превентивно и поради возраста ќе... Морам да признам прво дека со тоа не се согласувам, но Да, желба на одлука, пациентот. желба на... Генерално она што го прашува е први Б стадиум, што значи тоа се некои параметри што укажуваат на која била големината на самиот тумор што е отстране, дали имало, немало присуство на жлезди. Очигледно пациентката била во навистина ран стадиум и токму поради тоа не се согласувам, освен ако претходно не докажале било каква генетска наследност за болеста. Не се согласувам со отстранувањето на двете дојки. Во медицината базирана на докази, само една причина постои кај што се вадат двете дојки и превентивно, тоа доколку се носители на брака мутацијата, а посебно не на таа возраст, но Да, кажа дека е неизина возраст. Стадиумот е генерално ран, сепак на вистина рано откриен и многу убава порака испрати. Да, во декември било се во ред, за во јули веќе значи... Ама за тоа е па откриено во тој стадиум што е на вистина релативно доста ран. Така. И еве и апелот што го упати нашата гледачка, кажа и без разлика на возраста. Она не е ниво толку одмината возраст, на вистина 67. Не сметам дека е кој знае колку одмината возраст. Треба баш напротив во тој период да бидат жените токму како пациентката одговорни за сопственото здравје, посебно женското здравје. Не конкретно за незините години, меѓутоа и апелот токму тоа и беше и млади и стари да не мислат дека не може да се разболат, нели да го добијат, да ја добијат болеста, меѓутоа редовното одење на ехо и на мамографија всушност помага да се открие во ран стадиум. Кои жени, доктор Трајановска, се во она ризична група кои што можеби порано треба да започнат со тие редовни прегледи и контроли за доколку нели постои ризик на време да се открие? Така. Генерално постојат прво две групи кои што треба да се скринираат, односно стандардната популација која што ги опфаќа сите жени од 40 до 69 годишна возраст и од нив издвојуваме две групи на жени. Тие кои што веќе имаме докажано вакви наследни генетски мутации, како што спомнав брака мутациите, или оние, велиме ние, со позитивна фамилиарна анамнеза. Што значи тоа? Тоа значи дека нивната мајка, може би тетка, сестра или роднини од прво колено се со веќе докажан и третиран карцином на дојка. За овие две групи не важат истите правила на скринирање. Доколку имаме група на пациентки со позитивна фамилиарна анамнеза, тие треба да започнат со скринирање 10 години пред појавата на првиот член со карцином на дојка. Нормално, не после 40-та година, да се разбереме, можеби нивната мајка имала на 60 годишна возраст и нивната тетка на 65. Тоа не значи дека тие треба да почнат на 50. Напротив, тогаш веќе ќе си почнат во стандардното скринирање. А што се однесува до групата на пациентки со потврдени фамилиарни наследни мутации, тоа се сосема различни случаеви, тие се скринираат по сосема различен протокол и кај нив тоа е единствена група на жени кај што следи така наречено профилактички операции, односно отстранување на дојките и јајниците со цел намалување на ризикот за појава на оваа болест. Да, тие се поретки, меѓутоа сепак постојат и затоа има посебни протоколи. Имаме гледач, повелете, во програма сте?
Ало, добар ден. Добар ден, до повелете. докторката и до водителката. Јас се правев операција на дебело црево 2020 година. Скрининг мамографија имам правено пред 17 години и сега пролетта се привиска матичната, дојдени са во мај месец за во Штип да идам на мамографија. И ми најдеа на десната града као се фат или како ги кажаан, а на ехото немаше ништо. Ама ме речеа за 2 години повторно да направам контрола на мамографија, за да не добите касно после. Само не ве слушнавме, што ви откриле на мамографија? Калцификати, не знам, тоа нешто, некои заложења, нешто. Да, сега ве разбравме, да. Јас ви благодарам за јавувањето, еве колку тие такви промени може да ги плашат жените. Зависи како се поставени, кај се, во колку се групирани, во кои делови од дојката. Се верувам, чим колегите кажале дека е за 2 години, дека не смета дека се од некоја сериозен ризик. Меѓутоа, доколку има било какво двоумење, може да направи контролно ехо само на дојките, а потоа како што се следи скринингот без да има било какво вознемирување на пациентката, тоа е нешто што се случува. Нешто што се случува и затоа и така е кажано за 2 години да се јави на мамографија. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Сакам да ја прашам докторката. Повелете. Значи, оперирана сум 2009 година. Добро. Правени се све контроли до 2000-та. 2000-та поново имам реоперација на срце. Првата реоперација на срце е на 98 година, на 42 години. Не слушате, во програма сте? Да. Кога ви е правена на дојка и кое ви е конкретно прашањево еве до нашата гостинка? До 2000-та беше Севорец. Втората операција на срце е 2000-та година 10 месец. Не сум отишла на контрола, нон-стоп барам термин. Барате за срце термин или за дојка? Не можам да... За дојка правам. Дојката е оперирана 2009-та. Од 2009 до сега имате, одите редовно на контроли? Редовно до 2000-та. До 2020 да не мислите? 2009-та во 10 месец. Од кога не сте биле на контрола за дојка? За дојка не сум била 2000-та. Добро, јас ви благодарам за јавувањето. Еве претпоставам повторно ни се оние дилемите нели за контроли за... Тоа е навистина сериозно долг период од операцијата. Некаде по 10-та година, нормално во зависност од стадиумот од која била првично третирана болеста, веќе може да се смета по полега дека таа пациентка припаѓа на општата популација на жени и за неа ќе следи скринирање исто како за сите останати кои што не биле претходно диагностицирани со карцином на дојка, но пак ќе напоменам. Се во зависност од кој бил првичниот стадиум. Значи, тоа е само доколку бил ран стадиум и само доколку овие повеќе од 10 години поминале без никаков проблем, без никакво повторување на болеста, не примала друг вид на терапија и сега пациентката не ја разбрав баш најдобро, но... Так. Кога ги кажавме кои се ризичните групи на жени, нели? Нели оние со генетски и кои што имаат во фамилијата. Меѓутоа,
колку начинот на живот и кои други фактори влијаат да се појави ракот на дојка? Знаете како, до ден денес, реалната точна причина поради која што било кој карцином настанува не е позната, меѓутоа се смета дека е нормално мултифакторијална болест. Така да, во овој вид на карцином, сепак начинот, стилот на живот на жената се смета дека има големо влијание. Особено сите оние познати причини. Пушење, алкохол, намалена физичка активност, нередовна, нездрав вид на исхрана можат сериозно да доведат до зголемување на ризикот. Може би да потврдам само не да бидат директна причина, Така, да. меѓутоа може да влијаат сериозно. А па од друга страна, ваквите здравствени, хигиено-диететски навики на било која жена можат па многу да, доколку се применуваат правилно и практично, можат па многу да влијаат да се намали ризикот за појавување на оваа болест. Меѓутоа, секогаш еве и од новинарски аспект, кога правиме, кога зборуваме, кога пишуваме, која ќе слушнеме од вас онколозите, имаме пациентка со рак на дојка на 20 години, имаме пациентка со рак на дојка на 25 години, сепак е многу рана возраст, многу млади за да се нели соочат со една ваква диагноза. Така е, затоа велам, тие може да бидат причинители, ама не директни. Во 20 годишна возраст пациентка не стигнале тие фактори да бидат причина за појава на таа диагноза, тука станува збор за сосема друга ситуација и сосема друг вид на фактори, не оние кои што се надворешни и не оние на кои што ние може да влијаеме. Ние може да влијаеме да имаме да вежбаме, добро да се храниме, да не пушиме, да не пиеме, на тоа може да влијаеме. Ама на тоа дали постојат внатрешни проблеми, ајде така народски да го кажам, кои што ќе доведат до оваа состојба на 20 години, не. Така. И доктор Тријановска, која е она најдобро време, која е она најдобра возраст кога една жена треба да започне со овие диагностички процедури, ехото и мамографијата, за нели редовно навремено да си ја следи состојбата на дојките? За само прегледот возраст не постои. Так. Значи затоа се вика само преглед и само свесност и ти си тој што е чувар. А за ехото на дојки и за мамографијата си постојат точно одредени возрастни граници. Започнувајќи од 40-та година се започнува со редовните мамографски скринирања, доколку се уредни на секои 2 години се повторуваат, а со ехото на дојки може да се започне и порано, токму поради онаа причина што ја напоменав претходно, бидејќи тоа е навистина неинвазивна метода. Краткотрајна, безболна, а сепак може да биде сериозно добра насока за дали може би таа мамографија треба да се направи порано од предвидените 2 години. Така да, идеалната возраст и она што националниот скрининг го препорачува е 40-та до 69-та година, апропо нели ризичните групи кои што веќе ги напоменавме, а со ехото на дојки може да се започне дури и порано без никаков проблем. Така. И во сето она што го зборуваме, па и превенција, рано откривање се, колку исто така е многу важна комуникацијата онколог-пациент. Нели, да ви веруваат, меѓутоа и вие да ги добивате, повратно да ги добивате тие информации од пациентот. Колку таа доверба е многу важна и во самиот тек на лекување, меѓутоа и нели да се слушаат, како што велиме, советите на лекарите. Знаете како, јас секогаш истакнувам дека ние како онколози сме малку поразлични од останатите колеги во медицината, затоа што нашите пациенти исто така се поразлични. Она што во нашата професија е најважно е довербата, разговорот со пациентите. Нашите третмани, посебно во карциномот на дојка, траат понекогаш и со години. Така да ние стануваме едноставно дел од нивните семејства. И знаете како, ако не стекнеш доверба во тој пациент,
нема ни да ги добиеш точните и реалните информации, оти тоа е борба за живот. Пациентот може би некогаш и несвесно и по секоја цена би сакал да го помине третманот, да преживее, да се излечи, да биде добар, меѓутоа пак ќе кажам, ако нема доверба да ги каже сите симптоми што ги преживува, сите несакани или сакани ефекти што ги има, тогаш ни самиот третман не е успешен. Затоа е најважно пред било каков вид на третман од наша страна да се започне токму тој разговор. Разговорот со пациентот, оние информации околу самиот третман, кои би биле најчестите последици, кои би биле најчестите несакани ефекти од терапијата, за да биде и пациентот спремен, а и вие како доктор да знаете дека може тој пациент да се соочи со тие несакани ефекти, може да ја издржи таа терапија. Многу во нашиот третман влијае психичката состојба на пациентот. Значи, ако не е психички подготвен за она што следи, дури и да не се појават тие несакани ефекти, тешко ја поднесуваат терапијата. Значи, во секој случај е многу важна довербата, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве, иако споменавме во текот на целиот разговор, еден краток апел до жените, нели, апропо октомври, кој што е месец за подигнување на свесноста. Не треба да биде само тој месец, треба да биде секој ден, меѓутоа, еве, да кажеме, еден апел токму по тој повод. Прво, многу сум ти благодарна што баш го избра, еве, да го започнеме овој месец, како самосвесност, како месец, како розевиот месец, месецот на карциномот на дојката, ама едно морам да напоменам. За нас, докторите, не е важен само октомври, туку важен е секој месец. Се приметило дека има некоја по-голема стапка на јавување на жените на скрининг токму во овој месец, ама мене тоа не ми се допаѓа. Јас сакам жените редовно да се јавуваат и да не е октомври. И апелирам до сите жени, значи, вие сте тие кои што сте важни за вас, за вашето здравје, за вашите семејства. Без тоа не може. Затоа мора сами да бидете свесни, да бидете одговорни и така, само така може оваа болест да биде малтене во 90% победена. Или како што рековте, самите сме си чувари на сопственото здравје. Доктор Трајановска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што еве ги споделивме сите овие работи, совети и искуства се со цел на вистина да ја подигнеме свесноста и жените да бидат чувари на сопственото здравје. Ти благодарам, Сања, на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.